Добро вечер, ова се политиканти, јас сум Сашо Дановски, не знам која емисија поред, ама е прва 16-та ве од режија ми. Викаат, ама е прва во 2026 година. Со мене во студиото е Борија Њовановски. Добро вечер и од мене во оваа 2026 година која започна исклучително налудничаво, ако може вака. Што викаат французите халуцино. Биди, добро, ние бидејќи не нема 2-3 недели, а у светов и у држава која те нема 2-3 недели, се собрале работи за дискусија, ќе ни требаат 2 сати. Денеска немаме гости, намерно. Бидејќи сакаме сами да се осврнеме на навистина беше густ завршетокот и почетокот на годинава, завршетокот на претходната. Така што се поправиме муабет за сите овие меѓународни домашни теми кои што ги обсервираме внимателно. Имаше еден добар твит, вика, јас се претплатив, вика, на вестите за оваа година, негде околу 7 јануар беше тоа, ама би сакал да се одјавам, ако може, доста, фала. Говорете, видовме се. Нема потреба, бидејќи од ден во ден работава, стварно станува оваа 26-та, веќе станува тешко и да се коментира, да се предвиди, да се анализира, стварно делува налудничаво. Да, навистина е така, бидејќи види, Борјан, започне да е распад на светот минатата година, тој распад на светот има последици сегдека, еден период на долга стабилност во меѓународните односи, со повремени се разбира изблици, вакви, такви, така натаму, меѓутоа дојдоа нови генерации кои не памтат ништо претходно, родени се во 90-тите, во 2000-тите и така натаму. Дојдоа политичари кои што не само кај нас, туку и во целиот свет имаат други концепции за тоа како треба да изгледа светот. Така што, мислам, се она што јас и ти го знаевме и на што сме работеле во последните, фала на прашање, 40 на години, сега е ставено на глава. И таа неизвестност е огромна, ќе поразговараме малку за тоа и сега во оваа емисија. Бидејќи се разбира, најголемиот проблем доаѓа од тоа што требаше и што беше сите овие децении факелот на демократијата, на стабилноста, на структурниот систем кој што меѓународен, кој што даде, знаеш, читам разноразни, сите гледаме, читаме разноразни анализи како вака било, така било. Луѓето забораваат дека волку ваков долг период на мир и стабилност, пак велам во релативни рамки, секогаш негде има некој конфликт, војна и така натаму, но ваков период во историската цивилизација, дури за време на империите, не е забележено барем вака едно 80-тина, па и повеќе години една релативна стабилност. Да, благодарејќи на тие некои либерално-демократски принципи на кои некои така со, не знам, на леснотија се исмеваат денеска и цинично како ги обсервираат. Па види бе, Сашо, јас и ти сме првата генерација која живее во мир. Да. Од како е родена. Нашите татковци, дедовци, прадедовци, нема војна која не ги има закачено. Мислам, тоа е еден благодет, една, не знам, просто, не знам, луѓето како не се во можност да проценат што значи тоа да се живее во мир, ама добро, така изгледа дека новите генерации забораваат и еве со една повторно леснотија, дури со некаква наклоност, гледаат кон ова враќање на голема врата на империализмот, кој го предводеше, нели, Путин, кој со оглед на неговите социоекономски и останати перформанси не беше во можност да го издигне на така едно високо ниво и во очекување да тој империализам, таа појава на обид на ревизионизам, таков империалистички, биде поразен овој либерално-демократски свет, ја добивме наједнаш Америка која се придружи на тој обид за враќање на империализмот назад на глобалната сцена, кој во историјата, кој
читал, кој учел, кој малку од малку се интересирал, знае колку милиони човечки жртви, тони крв има пролеано. Да. Види, не го кажувам првпат, Горан Стефановски, нашиот, веројатно, покојниот Горан Стефановски, најголемиот драмски автор што кога било пишал на македонски јазик, има една реченица во една од своите драми во која вели дека никој во Македонија не се родил и не умрел во иста држава. Да. Таткото и татко ми, кои што се починати и двајцата, и доживеа, фала Богу, сериозни години, татко ми проживеа во 4 држави. Значи, роден си во една држава, па втора, па трета, па четврта. Мене ова ми е втора држава, а не сум сигурен на крај ако ме послужи здравје и така натаму, дали баш нема и трета да дочекам. Значи, тоа е таа динамика, особено на Балканот, особено сега говориме за Македонија, во која што за 100 години се случуваат такви салта морталиња и такви промени, што види, тоа оставајќи луѓето белези, бидејќи знаеш, да живееш во држави кои што се стабилни стотици години, се разбира дека имаш друг развоен тренд на генерации, на богатства, на искуства, на не знам, стратегии и така натаму, отколку да живееш во држави во кои што на 10-15 ние практично најдолгиот период беа тие 30-40 години за време на СФР. Меѓутоа и пред тоа во 3-4 држави, а и сега со оваа наша Македонија, како готи да се вика и нели северна, несеверна република, ваква фајром, мајром и така натаму, носи една нестабилност во која што живеат овие генерации што се родени во последните 2-30 години. Мене ме загрижува моментот на ова игнорирање на историјата. Значи, апсолутно сум спремен да бидам дел од критичарите на либералната демократија. Мислам дека и ти. И имаме многу работи кои би ги критикувале. Или Европската Унија. Има многу разни слабости Европската Унија кои со задоволство дури би влегол во дебати и со еден критички осврт и тон кон тоа како тоа функционира, како тие вредности живеат, се имплементираат, како се спроведуваат низ институциите, дали национални, дали во низ европските. И тоа е стварно една, може да биде една конструктивна дебата која би требало во една нормална атмосфера да биде еден фин коректор кој ќе овозможи една еволуција на тие вредности, бидејќи се разбира дека не можеме да ги препарираме во времето кога нели Моне, Шуман, Аденауер и нели кога се поставени они се нужно изложени на развој, така треба да биде и сега. Јас го разбирам тоа дека голем дел од таа еврократија, например, почна да се однесува разгалено, како да кажам. Она во Франција што се викава таа левица кавијар гош, нели, сум левичар за работниците и синдикатот за обичниот човек, ама сум и многу поприеми шампанци, кавијарче и така натаму, па во овој ресторан, па малце пари, па малце повеќе пари и така натаму. И тука има долга е таа дебата. Стварно е долга, но од друга страна, кога ќе видиш ова што се нуди како алтернатива, е просто застрашувачко. И еве го да влеземе во стартот на 2026 година. Кога, види, упаѓа Трамп во една стварно фасцинантна операција воена, збор да нема, со целата супериорност на американската армија и така натаму, иако и тоа, нели, ќе го дискутираме како е изведено, влегува, буквално го киднапира со некакво обвинение, го носи во притвор за Венецуела и за Мадуро. При тоа потоа исчезнува од обвинителниот так дека е тоа наркодилер, па се не знаеме воопшто што ќе има во тоа обвинение. И сега гледај, некои ќе направат паралела, и тука би сакал
тоа се задржам. Знаеш, онаа НАТО интервенција на Косово, тоа често се зборува, тоа е останато како една траума, како една нерасчистена ситуација. И тоа е едно време кога Васлав Хавел, кој јас, на пример, исклучително го ценам како политичар, интелектуалец, човек кој стварно направи многу за демократизацијата на Источна Европа, он ја поддржа таа НАТО операција во Косово со една изјава дека е време човековите права да бидат над суверенитетите национални. Значи, принципот на човекови права. Што значи дека не може да му дозволиме на било кој диктатор да прави што сака во неговите граници, да убива, да затвара, тортура да спроведува, а при тоа ние да живееме од другата страна на границата и као да ни е нас се едно. Сепак сме нели хумани, мислам, луѓе сме, цивилизација и треба да постои емпатија за едни кон други и така натаму. И во таа смисла јас бев еден од тие поборници за таа интервенција која инаку требаше да спречи и спречи еден обид за буквално геноцид на Косово и при тоа прелевање на војната во Македонија. Добро се сеќаваш каков беше планот на Милошевиќ во тоа време. Сега овде имаме Мадуро кој као диктатор и нели спроведува исто, тортура, малтретира население со години, но се испоставува дека акцијата и операцијата на неговото апсење нема никаква врска со никаков принцип. Се работи за бизнис. Водење на светот и употреба на најголемиот, најмоќниот воен апарат за бизнис. Нема тука ништо друго. И потреба од некаква задоволување на еден, ја би го нарекол дури месијански еден комплекс или потреба на еден човек кој на крајот од својот живот сака да остави, не знам, каков печат од својот председавачки мандат, еве го, нели сега прави доградба за Трамп. Да, твојот другар Трамп. Прави доградба на Белата куќа со балрум, која би требало исто така да, нели, го прослави него во историјата, да го запише со златни букви. Мртов ладен денеска ја зема од онаа жена Нобеловата награда и јако му рекоа дека тоа не може да се препише, но он ја зема да веројатно ќе закачи некаде. Види, феноменот на Трамп е нешто што ќе се изучува уште многу години. И сигурен сум дека на тоа ќе се градат. Како колективна травма. Морам да ти кажам дека за време на новогодишниве одморни денови и така натаму многу размислував што всушто се случува, бидејќи се наврши една година од доаѓањето на Трамп на власт во Америка, а нам на сите во цел свет ни се чини дека он всушност владее 100 години, мислам. Секој ден има така набиена агенда и тоа е една од забржувањата во кои што влеговме и во кои што таа една центрифугална сила во која што сме сите влезени, кој знае колку ќе не чини. Ако ми дозволиш, на крај сепак дојдов до еден заклучок кој што сакам да го споделам, и кој што се потпира врз, знаеш како, Османлиската империја на Балканот дојде на крајот на 14 век и остана 5-600 години како што треба. Како резултат на тоа, во нашите сите балкански јазици, па и пошироко, добивме зборови кои што се на англиски тешко преводливи. Например, ти тешко би го превел на англиски со еден збор, а секако треба барем две реченици, зборот сеир. Да се објасни што е сеир. Не е тоа само турскиот јазик, знаеш, да речеме долче фарниенте на италијански не можеш да го преведеш, бидејќи тоа е како кажеме едно задоволство од заебанција, се тоа не можеш да го преведеш, тоа има состојба на духот, на емоционална. Има еден таков збор кој што мислам дека многу прецизно го опишува Трамп и за кој мислам дека во моментот
над 90% од светскава аналитичка и политичка сцена така да се согласува, а зборот е турски. Зборот фактички не е турски, тој доаѓа во нашиве јазици како отомански турски збор, а инаку е арапски, бидејќи турците го имаат пред земено пред арапите. Зборот е многу проширен и се вика будала. Догаде како е одлично опишан зборот во македонскиот дигитален речник на македонскиот јазик. За будала се смета човек кој е нетокму, човек што не е сосема здрав со паметот. Пази, значи тоа не имплицира дека тој човек е глупав, не имплицира дека е интелигентен, не имплицира дека е образуван, дека е необразуван и така натаму, туку дека не е сосема здрав со паметот. Погој каква прецизна дефиниција е тоа за овој кој што сега го владее светот. Не е сосема здрав со паметот. Сега главната дебата, која веќе мислам дека после овие последни, особено последните месец-два се води, е квалификацијата на будалаштината на Трамп. Значи сите се согласуваат дури во овие јазици кога не функционира зборот будала, дека е он будала. На тоа се додаваат разни епитети, дека е нестабилен, егоист, дека нема никаква емпатија, дека е корумпиран, све тоа, нели се прави. Меѓутоа се јавуваат и тенденции кои што тврдат дека тоа е почнува да странува на Трамп и одредена стратегија. Тоа на англиски се вика Mad Men Strategy. Дека он свесноста дека е будала почнува да ја употребува на светската сцена и на сите им кажува, гледате, јас сум будала, или будала, зависи се акцентот кај паѓа. Во сите јазици го има, мислам, од грчки до се разбира ова српски, македонски, албански и така натаму. И на сите вика, видите, јас сум будала, со мене не можете да предвидите што ќе направам, затоа ќе мора да ме слушате. Тоа му станува стратегија. Дури не сум свесен дали он е самиот свесен за тоа, на кругот околу него што се создаде. Кај што има таму нема будали, таму има неколку класични лудаци, има луѓе кои што по своите идеолошки, не знам дали на наша публика нешто ќе значи имиња да спомнувам, но многу влијателни луѓе кои што тие не се крајна десница, тие се онака исцедок на фашизам. Дури има еден Стивен Милер кој е евреин, да речеме, он е фашист овака под дефиниција, кој што му е еден од главните советници и околу Венецуела и околу Гринленд и така натаму. Со се жена му која става твит на Гренланд, американско знаме. Таква една дрскост. Тоа е едната приказна непристојност. Мислам, домашно воспитување. Има збор за тоа бе будала. Па не ни тоа, зашто како будала може да биде и воспитан човек, знаеш како да е малку като е откачен во некој нов жаргон. Ова е непристојност, бе, Саша. Тоа е едното ниво. Значи, овој така наречен Mad Men Strategy, оваа будала која што седи во Белата куќа и кон кој сите, дури македонската влада мисли дека е будала. Сите мислат, не е тоа уопште спорно. Второто ниво е кај него се препознава, и тоа читам се повеќе мене ми станува јасно, биде он еден резултат на големиот американски судар, на страна оваа анализа ти што ја правиш идеолошка, политичка, десничари, конзервативни, левичари, либерали и така натаму. Он е еден директен резултат на сударот помеѓу Wall Street, на старите пари, old money, и оваа технолошка братија која сега се собра околу Трамп, кои сте представници на огромните нови пари. Нувориш. Трамп Wall Street секогаш на Трамп гледаше со подсмев. Не затоа што не случајно човекот има поише банкроти него, мислам, има десетина банкроти на компании. Никогаш не бил признаен на ниеден начин како особено способен, паметен, крупен бизнисмен. Никогаш не бил толку богат за да може да се меша со најбогатите така натаму. Кај него има еден длабок комплекс од тоа. И сега кога тргна во вториот мандат, се обкружи со оваја анти-Wall Street, да кажам, делумно и мафија, тоа се овие технолошки, тие не се ни милиардери тоа, од Илон Маск па надолу, кој ќе тргнеш Безоси, да. То се трилионери и така натаму. И сега он го малтретира и американското и светското општество
како да кажем, лечејќи ја таа фрустрација. Види го, Безос, извини, само мала дигресија. Да. Безос кој имаше потреба да се жени, да ја откупи Венеција за да прави свадба. Мислам, кога тоа некој од овие луѓето со стари пари, кога прво не ни знаеме, воопшто немаш да дознаеш кај се жени, кај прави свадба. И дозволи ми пред некој ден на кафе кога бевме ово една епизода во Монте Карло кога еден од нашите богати на келнерот му става $1000 во джеп, при што нормално келнерот дека келнерот да обрне посебно внимание. При што келнерот се згрозува од тој момент, бидејќи тој тип на однесување е непознато. Видел тој келнер такви балкански простаци у големи количини? Нема да тоа е тоа. Тоа се луѓе кои најнаш имаат огромни пари, па на тоа и моки, просто едноставно, а од друга страна немаат респект и институционален во овие, нели, старите, поготово европските институции. И затоа и таа една, поготово кај Венс, очигледна една омраза кон Европа. Тоа он не ни крие таа омраза кон Европа и ова што е стара Европа, која патем е основата цивилизацијска на Америка. Мислам дека Венс можеме цела емисија да му посветиме, бидејќи тоа посебно компликуван случај. Венс не е истото што и Трамп. Рори и Анистер имаат одличен. И не само они, има многу кои што бидејќи Венс ќе биде веројатно претседателскиот кандидат на републиканците за наредните избори, но за тоа потоа. И сега, кога сето тоа ќе се искомбинира со пристапот на Трамп, кој што е апсолутно пристап со многу short attention span, со многу мала моќ за посветува внимание, значи човекот не може да прочита повеќе од пола страна. Му даваат со стрипови, му даваат најкомпликувани анализи на стрипчиња за да може да ги разбереш. Зашто губи интерес, како да ти кажам, за 5 минути, тоа е познато и од првиот мандат. Кога на тоа ќе се додаде неговиот огромен проблем со Епстин, бидејќи таа приказна никако не се симнува од дневен ред, пред се кај неговите мага поддржувачи, бидејќи тој круг на педофили, во кој што Трамп беше најдобар пријател на Епстин, еве да не одиме понатаму што он правил со млади девојки и така натаму, и кој што ветуваше дека сите фајлови ќе ги објави, сега имаше еден организиран обид ништо од тоа ако може да не се процесуира. Кога сватија, бидејќи за тоа гласа и републиканците, неговата мага поддршка е преполовена на пола заради ова што го прави со Епстин. И сега он влегува во разноразни авантури. Сега ќе продискутираме и за Венецуела, Гринланд е следното, Канади, Мексика, Европи и така натаму, НАТО, само за да ја потрупа темата за Епстин. Па не би рекол дека тоа е доста една прагматична, ако тоа го влечеш како логика, тоа имаше еден твит на таа тема и вика, еј, данци, ставете ги фајловите на Епстин на Гренланд, нема да дојде. Да. Сега вака, за Венецуела, бидејќи таа приказна, мислам дека тука не се раскаже како што треба, затоа што нашите медиуми се површни, нашите медиуми веќе немаат, има неколку добри стари новинари кои што памтат работи, кои што знаат историја ова што збориме. Другото е главно копи-пейст и така натаму. Значи сега вака, ако ми дозволиш малку во неколку црти да опишам што се случи со Венецуела. Прво, ова што го изведува американците во Венецуела, значи за 2 часа и 20 минути да го киднапираат Мадуро и да го однесат без ниедна своја жртва надвор од Венецуела, тоа ја покажува тактичката супериорност на америчката армија. И значи тоа да не се лажеме, американците се за тоа апсолутно најмоćни, имаат најдобрите оружја, најдобрите организациони шеми и така натаму да изведат такви операции. Меѓутоа, падот на Мадуро е договорен 2-3 месеци наназад во Катар со најважните луѓе од Венецуела. И јас дури мислам дека и Мадуро има учествуван во тоа, бидејќи на крај сватил дека нема бегање од некои работи. Така што особено со оваа која што сега го наследи, нели, оваа неговава заменичка која што беше и која што овие ја оставија на власт и така натаму, договарано е со шефот на генералството на венецуелската војска, договарано е со шефот на тајните служби на Венецуела.
Американците кога ја покренуваат целата акција, во Венецуела доаѓа до комплетно исклучување на се. Значи, исклучени се комуникацијските во војната, во цивилните структури. Војската практично не реагира, само првиот круг Мадуро е обезбедување. сместен во најголемата касарна во Венецуела, во, кажи го, главниот град Каракас. Каракас е иначе многу милионски град, мислам дека е десетина милиони голем. И е обкружен со толку многу војска, кое што по еден куршум да испука, барем едно 2 хеликоптери ќе собореа. Ништо од тоа нема. Мислам дека таа операција им е најавена и на русите. Мислам дека на Путин му е кажано: слушај, утре у толку саат ние влегуваме, трги ги твоите инструктори, бидејќи против авионските заштити на Мадуро беа од руски. Кинезите дента беа таму од Сите се имаат разбегано. Останете се само вие 3-40 кубанци кои што ги потепа и нешто има уште десетина венецуелци кои што тука околу него и така натаму. И тоа е изведено и изгледа како неверојатен успех, тоа и е неверојатен успех, без разлика како е направено. Тука нема спор дека они се супериорни. Не е тоа операција која е изведена во ситуација кога венецуелската армија и безбедностна структура би одговориле на тоа. Ако ништо друго, ќе имаше стотици, ако не илјадници жртви. Тоа е така направено, затоа Трамп уште веднаш вели, па не сум сигурен за ова Мачадо со Нобелова награда, многу ме навреди што ја прими наградата, требаше да ја одбие, да каже дека јас сум за тоа. И мисли дека не е способна да раководи, тоа беше првата изјава за неа, Во првата пресконференција на Трамп, веднаш после акцијата, после неколку часа, дури 1 сат откако Мадуро е изнесен, па ќе види, знаеш, овие приказни, он фатен у влечки, у пижами, акцијава трае 2,5 сати у Венецуела, бидејќи они бомбардира пристанишни градови, инсталации бомбардира овие што се со графитни бомби онеспособиле електриката и така, и се Мадуро спиел у кревет, чекал да дојат 2 сати ова све околу него, од у кревет, разбираш, па бил по влечки, па будале чизми да стават, ти се бил по чизми, па будале влечки, нема везе. Значи тоа се гледа дека е една целата таква еден прилично добро спремен од неговите спакување. Во првата пресконференција на Трамп после целава акција, која траеше 2-30 минути, она која ги шокираше Марко Рубио и Джейди Венс, кој го праша: добро, сега кој ќе владее? Па еве, вика, дечки, што за овие. 27 пати го спомна зборот нафта и ниту еднаш не го спомна зборот демократија. Трамп. Ниту има намера да го спомне. Бидејќи не разбира ништо ни за нафтата, тој не ја разбира спецификата на венецуелската тешка нафта. Оти него после 3-4 години ги собра најголемите овие директори, менаџери. Па му рекоа ова не иде. И овие му рекоа ние не сме заинтересирани. Иначе Венецуела 2 пати ја национализираше нафтната индустрија, после еден пат со Хуго Чавес и така натаму, но таму Ексон Мобил и Шеврон си имаа своји операции. Таа е многу специфична нафта, таа е многу скапа да се извади, многу скапа да се процесуира, особено ако имаш технологија која што сега треба да уложиш 100 милиарди нови за да... Инаку во 80-тите години тоа е една од најуспешните фирми дури и во светот, како е национализиран. И види, и се пази што се случува. Со ова будалат Мадуро и Чавес ко почнува тоа. Тоа е една убава порака чисто и за нас, бидејќи живееме со тоа. Партизацијата и корупцијата, бидејќи сите експерти ги брка од таму и става партиски лојалисти, нели, тие што као веруваат во таа некоја као идеологија чавистичка, некаква си левичарска што би требало да биде врска, нема, ја осиромашија фирмата, ја направија пепел. Не само тоа. Значи пепел, а тоа било и па Венецуела најбогатата земја во Јужна Америка. Не само тоа, види. Секој генерал има свое нафтно наоѓалиште. Секој шеф на разузнавачка тајна служба има своја нафта. Секој политичар има свој интерес. Тоа е партизација. Тоа е она што ние го знаеме како партизација. Значи едно високо. Плюс на тоа додај разноразни фаркови, овие разноразни движења на отпорот кои таму постојат со децении. Таму имаш анархисти, левичари, овие герилци. Тоа трае со децении, тоа не нече. И сега ти таа земја треба да ја управуваш. Се разбира дека
Трамп нема уопште никаква намера да управува Венецуела, иако се пише и на ова дека е привремен председател на Венецуела. Он ќе угуши Куба. Тоа му е еден од стратешките Куба е веќе долго време на колена. Да, на Куба добиваше од Венецуела нафта многу поволно, а за возврат на венецуеланците им даваше доктори, не знам како некоја размена од тој тип, некои такви компензации. Медицински Да. И Куба му испраќаше специјални единици, ова сепак што се околу Мадуро, тоа беа се кубанци. И сега Куба која е и онака на колена сега ќе свитка практично, и тука ќе мислам дека ќе воспостави контрола и на таа Моро доктрината, нели, западната хемисфера да биде негова, иако таа Моро, да посетиме со таа доктрина го произведе американско-мексиканската, ја произведе таа војна која исто така однесе многу жртви, но да не навлегуваме, да не одиме длабоко во тоа. Куба е па сега комплексот на Марко Рубио, кој што е дете на иселеници од Куба и кој што сонува и ветува, кај што Трамп во кубанската заедница во Америка, особено во Флорида, имаше голема поддршка и така натаму. И тоа е идејата сега, инаку Америка не е способна ни Куба да ја води. Америка во овој момент има проблем со своите 50 држави, а не уште да зима и држави кои што се во состојба како што се Венецуела и Куба и така натаму. Добро. Тоа е едното ниво за кое разговараме и кое што, знаеш како, има еден се насмеав прилично, има еден експерт, стварно од врвните овие воени експерти, кои што вика, американците во последните 100 години немаат добиено војна во која што противникот носи влечки или сандалки. И се набројува од Виетнам преку Ирак до Афганистан. Ни една. Сака да каже, види, на тактичко ниво америчката војска е совршена. Значи тоа функционира како најдобар апарат. На стратегиско ниво, а тоа е ова ниво, добро, еве се ќе го освоиме Ирак, добро, у реду, траеше мишен, како викаше Буш, нели? Accomplished. Почнува катастрофата. Бидејќи они немаат стратегија што понатаму. Додека има стратегија која се викаше режим change, па нешто со европјаниве се обидуваат да воспостават демократии, процеси кои траат со години, на крај на клоци ги истера од Афганистан. Но после завршувањето на овие операции кои што се за пресконференција, за сликање се, ама доаѓа следниот понеделник, се што правиме со Венецуела? Кој како ќе таа земја, како ќе функционира? И го киднапираа председателот. Мадуро иначе една одвратна личност. Он кажа, од додека ме слушаат, он нема намера таму ни да влие ни на избори да има ни. Сега Мачадо, не мислам, жената стварно е оправи очајнички обиди да некако таа опозиција која инаку е морален, односно и легитимен победник на 2 циклуса избори кои Мадуро им ги краде, но без разлика на тоа, него тоа не го интересира воопшто и он си рече многу експлицитно, многу отворено, во таа смисла многу транспарентен. Додека ме слуша, тоа нема никаков проблем. Со други зборови, не е операција за режим change, пошто режимот си остана, само е операција за промена на тоа кој ќе го владее режимот, персонална, не идеолошка. Пошто ова е сега што доаѓа. Со обидов да се сетам како беше, приказката со нафтата заврши. Еве, да ти кажам последна денешна вест. Како изгледа тоа во продукција на Трамп. Продале ова што имале, што сега фатија резерви во Венецуела, ги продадоа во вредност од $500 милиони. И во Обединетите Емирати парите. Парите у Катар. У Катар. На офшор сметка. И сега е шок у Америка како може америчкава држава на офшор сметка у Катар да ги уплаќа парите наместо буџетот на Америка. Пародија, мислам, пародија, не се случува. Као пародија изгледа. Види, да се вратам на точката број 1. Будала е. И сите се прашуваат, добро, он е будал. Не е смешно, се смееме, стварно не е смешно, мислам, стварно е делува, мислам, стварно е лудо. Зачудувачки, неверојатно, човече ги уплатија парите. Зашто? Зашто таму имало подобра безбедносна заштита. Сега се водат полемики што тоа значи. Пошто го праша зашто у Катар ги уплати пари, па побезбедни се таму. Значи Америка не е безбедна да ги у трезоров пари. А сите знаеме зашто, за да може да им се изгуби трагата, за да не... Они велат, од таму и потоа ќе ги распределуваме за потребите на Венецуела.
Мислам, знаеш кога тоа ќе се случи? Никогаш. При тоа прави лом со шефот на федералните резерви, Да. изложувајќи Од скандал во скандал. изложувајќи Америка како централа светска преку која идат сите трансфери на пари и со се берзата, со се све целата економија, изложувајќи ја на ризикама. Вчера го праша, не знам кој беше, може и самиот Трамп. Го праша добро сега. Кој ќе владее Венецуела во практична смисла? Се знаеш што е најновата идеја која вчера ја образлага? Дека со Венецуела ќе владеат, ќе спроведуваат ред приватни американски безбедносни компании. Да. Значи тоа со овие Blackwater и така натаму, овие што по Ираци, што тепаат цивили, што се умешани, не знам колку. Тоа е у суштина Пригожин и Вагнер. Истата, нема малку друга, може се подобри евентуално, пошто сепак тактички се. Евентуално Не, подобри у војна смисла се поопремени. Иначе истата банда, сега приватни. Сега знаеш каква тепечка е у Белата куќа, пошто тие приватни компании милиарди. Сега, кој знае колку пари ќе им земе за да им дозволи они се разбира, нема јавниот ред да го чуваат во Венецуела. Но се што е од амерички интерес, они ќе го обезбедуваат. Па тоа можем да замислам каков хаос ќе настане во неделиве што следуваат од кога ќе влезат таму. Тоа ќе биде неверојатна една... И потоа влезе да преминеме на Гренланд, каде што... Тек тоа е операција за која гледам се обидуваат многу да анализираат, но никој, навистина никој, не може да образложи што навистина Трамп сака, бидејќи пази, договорот од 51-ва и му возможува сакате уште 20 американски бази, ставете уште 20 американски минерали, имало вакви такви. Данците викаат, ајде, нема проблем, се договараме и таа експлоатација на тоа заедно, вие сами како сакате, значи им се нуди се. И вика, не, ние сакаме да збрцаме таму нашето знаме. При тоа, доведувајќи го во прашање постоењето на НАТО, најуспешната воено-политичка организација евер во историјата на човештвото, која патем на Америка и даваше огромно влијание во светот, влегуваш во директен конфликт со Данска, која заедно со Велика Британија и Холандија биле најлојалните партнери на Соединените американски држави од формирањето на Европската унија до ова сега, до сега, практично, просто е тоа неверо, и ти на тие луѓе ги смејуваш, со нив си правиш вицови, забавljаш некои новинари околу тебе по авионот, подпред на она кабината, тоа му е сега главна фора. Не знам дали си забележал, обично, нели американски председатели во Белата куќа ќе излезе, ќе се обрати, има некаква сценографија, ова сега он ќе се подпре на тоа и тука нешто забавља народ. И сега пази, данците кои по број на жители имаат дадено најголеми жртви во Афганистан. Затоа што Америка е единствената земја, членка на НАТО, која го активираше членот 5 со 2001 со терористичките напади на кулите во Њујорк, во војната во Афганистан на Данска и се чини околу 50 на дански војници гинат, што според број на жители на 6 милиона, Данска е 6 милиона. Е земја која има дадено најмногу жртви. Да не зборувам, не знам дал, мислам дека ти ми го спомна и ја го видов истражувањето кое го правеше Европскиот совет за надворешна политика. Која е перцепцијата за Америка како партнер, како кредибилен партнер во светот, како опаѓа и кај кинезите, и кај европејците. Мислам, просто ја губи целата моќ. Кисинџер има, не зборе Кисинџер, има, се можеме да ги редиме куп луѓе да цитираме, кои кажуваат дека моќта на државите во нивните коалицијски капацитети да градат коалиции и да бидат моќни. Америка тоа го имаше вака
на тацта што се цела Европа имаше буквално на тацта. И сега сме во ситуација кога Германија, Велика Британија, Данска, Норвешка, најдобрите големите стратешки пријатели на Америка праќаат бродови за Гренланд за да стават до знаење дека човек, мислам, Добре. Се враќам на точката 1. Сите знаат дека он будала. Сега, кога имам големи, Борја, не знам дали ти имаш таа навика, ама ја препорачувам на сите кои што можат тоа да го направат. Кога имам големи дилеми зашто нешто се случува и што ќе биде исходот, одам има најголемата компанија за онлайн обложување во Америка се вика Polymarket. Polymarket, кај што иначе еден од врвните советници, еден од синовите на Трамп. Нормално. Polymarket ја проценува, додека разговараме јас и ти, дека Америка да дојде во судир со Данска само 11% се шансите. Мали, големи не знам, но тоа се многу ниски шанси. При тоа, ако ја видиш индексизацијата во пари... Во воен судир? Значи, во воен судир. Значи, ама тоа значи дали ќе дојдат оти таму, ќе 11. Нема да пукаат данците, просто нема да пукаат. Ај сега да видиме што значи... Рече премиерката, тоа ќе биде крај на НАТО. Чекај, ај да видиме што... Ја мислам дека тука има возбуди малце поише него од сите страни. Како ќе се одвива окупацијата на Америка на Гренланд? Може некој да ми опише како ќе се одвива? Ќе се истова, ќе ја пише како дел, како ПС прва држава. Па ќе пише, па он ми го смени називот на Gulf of America. Па што ако види, луѓето што не разбираат. Понижување на тие луѓе на Данска, мислам не е тоа. Секако се враќам на точка 1, будала се до Вашингтон. Фамилијата значи не збориме за понижување. Како би се одвивала окупацијата на Америка на нас? Значи, Америка во моментов има 17 бази, во моментов има една... Повеќе војници од дански војници има таму, американски. Една база имаат, која има една писта за авиони со место за еден паркиран авион. Значи, таму нема како десант да се направи. Добро, ми кажат, не, со бродови ќе добро. Американците не располагаат со мразокршачи. Тоа во НАТО алијансата, таа работа беше доверена на данци, норвежани, шведи и така надале, и канаѓани. И канаѓани, така. Американците немаат тој капацитет да можат да и нема потреба го развиваат, зашто ова што цело време го збориш, зашто целата сојузничка мрежа тој дел го превзема. Трето, на Гренланд живеат 3-40 000 луѓе. 50. Добро, 50, ама во 3 места се главниот град има 30.000. Овие живописни вешарено бојни од цведо куќички. И како ќе ја окупираат овието? Ќе го забодат американското знаме, повегате, сакате поголем стол да ви направиме, имате база, нема проблем. Колку сакате знамења да ви? Како ќе управува? Сакаме види сега што е по мене неговата намера. Трамп сепак прво, од вчера се тркала една приказна во едни аналитички кругови дека ова што Венс и Марко Рубио го прават во разговориве, преговориве со данциве и со гренланѓаниве, не беа таму се расплаче министеркава. Мислам да ти падне стварно жал. Жената доживеа шок, овој другиот што пушеше не можеше да се совземе. Дека уствари му губат време на Трамп за да го изгуби интересот. И дека намерно као се многу тврди и така натаму, слушам озбилни луѓе кои ова го... А у суштина ја разликуваат работата за Трамп, пошто види, Трамп му се интересни работа као мало дете, будала е. И тоа го интересира овој денеска, утре ќе го спомне по 2 недели да забори темата. Добро, таму има еден друг крупен стратегиски интерес амерички, пошто да се вратам на точка 1 се работи за будалава, кој што прво рече дека Канада ќе ја направи 51 држава. Значи не Гренланд. Тој не знае, може тоа ќе му... Окупацијата на Гренланд на него му е, ако воопшто за тоа има стратегиска цел, и тоа не е сигурно, но анализиве што ги читам се всушност да изолира Канада. Бидејќи канадската 90% од комуникацијата на Канада се одвива кон исток преку Гренланд со
другото оди преку Кина, од другата Да, страна. да. И он сака да изолира Канада од сите важни западни контакти што ги има. И она да биде поморски. 52-ра, И гледала она, 51-52. и он да може да кажете. Види, Тоа се на враќам почетокот на на точка 1. империализмот. Се враќам на точка 1, човекот е будала. И сега, како да ти кажам, ние се обидуваме овдека не само ние, цел свет. Се расплакуваат премиери и министри, мислам, знаеш со кого си имаш работа. Се обидуваат да го протолкуваат. Јас морам да ти кажам дека после година дена, иако овдека се обидов прв да предупредам уште пред година дена со кого ќе си имаме работа, Иако би денеска рипна овие премиерот пате спомна тоа таловот на општеството. Добро, тало, сега ќе се вратиме на премиерот, чекај, не ни е дојден премиерот на тема. Се обидов да предупремам што ова ќе значи, бидејќи мислам, јас паѓам од еден од оние кои се заинтересирани за овие теми, така едно 3-40 години на назад. Сега да не раскажувам, споредува ова со Венецуела, со Нориега и Панама. Таа приказна е супер интересна, таа приказна мене ме фати на крајот од 80-тите како новинар и стварно беше многу интересна приказна, ама сега немаме време да раскажуваме, иначе прават паралели како тогаш Нориега го земали така натаму. Тоа е потполно различна една приказна, која има одредени политичко-правни, ама не е тоа ова што сега Трамп го прави. Што сакам да кажам? Види. Јас се повеќе верувам во мислам ја не се повеќе верувам од почетокот верувам во тоа дека човекот сепак се обидува да направи околу себе таков хаос, прво за да ги сокрие Епстин, второ за да го разнебити американското општество се што е овој тип на либерално-демократски левичарски идеи. Па се тоа оди до хистерии, кои што се сега веќе државно спонзорирани хистерии. Овие убиства на АИС, овие однаправи де-факто парамилитарни јури, како ние што ги имавме лавовите овде. Такви јури се, тоа не е за подценување, зашто па цела Америка е наоружена. Тоа е само прашање на време кога ќе почне. И тие немири се таму многу сериозни, инаку тоа е прави ескалири само доста. државите каде што е левицата и така натаму. Сега да ти кажеме кога сме на таа тема, значи 11% е веројатноста според Polymarket дека ќе дојде до вооружен судар помеѓу Данска и Америка. Да ти кажам некои други податоци. Во моментов збирната популарност на Трамп и J.D. Венс, значи заедно, е помала од Камала Харис. Значи, во моментов Камала Харис која више не постои. 38% е. Значи, помала им е заедно од Камала Харис. Which party wins 2028 US presidential elections? Во овој момент на Polymarket е 54-55% демократите. Овие не се дојдени ни они 7-8% каскаат. Види, овој Polymarket, бидејќи луѓе ваѓаат пари на тоа. Да. Значи ова не е по телефон, што мислите, кој ќе победи во следните? Па ја не знам што, овие вадат пари, во моментот индексизацијата, чекај да ти кажам, $54 по на цент. Да. Значи тоа се сериозни луѓе кои се бават со ова. Will US withdraw from NATO before 2027? Дали ќе се повлече Америка од НАТО годинава? Во овој момент 17% се кладат на тоа. Дека ќе се повлече. Значи 83% не мислат дека е така. Да не ти кажам и тука колку се индексизациите у пари. Дали американците US recognizes Russian sovereignty over Ukraine оваа година? Дали американците ќе се согласат да признаат руската сувереност врз Украина 27%. Тоа е веќе повисоко, ама е само 27%. И на крај извадив неколку што се вака поинтересни. Дали републиканците ќе изгубат на пред овие избори што сега ги имаат сенатски и ова и така натаму 89%. Рейтингот му е на 38%. Катастрофа. Да. Катастрофа, ако гледаш добро. Сега, ова е Америка, политика, он може да нападне и Кина, па да се сменат работите. Не го интересира он дали ќе губи или нема да губи, саша нему е он е пооптеретен со тоа што остава он за него, легасито него. Се разбира. Тоа е таа една патолошка димензија. И заинтересиран што поише пари да направи. Добро, тоа. Значи тоа не подценува милиарди прави. Он во моментот штанца милиарди. Види, апсолутно најкорумпираниот политичар во американската историја го третираат. Не можат да го дофатат колку све пари прави дневно. Значи тоа се страшно огромни суми. И се разбира легасито. Сега Борен,
Јас тоа го зборував и пред Нова година. Здравието не му е добро. Човекот годинава навршува 80 години. Се повеќе експерти се согласуваат дека здравствено попушта. Он има во своето семејство и чичко му и татко му на крај починаа со деменција. Ги препознаат сите знаци на појава на деменција. Ставен е на некаква напредна промотивна медицинска третмани. Затоа ги има овие флеки на раците и така натаму, интравенозно е, наводно тоа дава некаков резултат. Меѓутоа, види, како што сите знаеме, јас сум имал деменции во семејството, така што не знам твоите искука, више дојдовме до години кога и со тоа мора да се бавиме. Види, тоа нема назадување, подобрување од деменцијата. Да, Само успорување. можеш да успориш или да отиде до Што крај. вика кладилницата за дали ќе го нападне Иран? Иран. Иран. Треба да одам на генералната страна, има и за тоа. Бидејќи пуштени се, мислам, Да, се ќе очекува ти во кажам, наредните 168 сати да, мислам, главниве бродови, ги има кој он е таму веќе спремен да влегува се Еве ќе ти кажам како тоа сега стои. Пошто имаат стотина прашања, треба да го најдам. Ти го USS Погибар. Абрахам Линкол 7 дена е од сега на позиции за strike position. USS George H.W. Bush 10 дена е од позиција, али се упатени кон таму. И имаш уште неколку од овие главните носачи што се... Да те прашам, зашто би го нападал он Иран? За нафтата, сешо. Контрола на нафтата, он ќе го спостави. Види, сега тоа е... Види, еве да отвориме работата. Во таа смисла, он апсолутно ќе го спостави една доминација и целосна контрола на цената на нафтата во свет. Дали ЮС ќе го нападне Иран до 23 јануари? Yes, 16%. Што сме денеска? Денеска сме 16. Значи, ова што го зборуваш, бидејќи бидат у позиција за ова, само 16% се кладат дека ќе нападнат. Што е многу ниско. Ќе видиме, бидејќи се упатени се сакам да ти кажам, види, сериозни воени капацитети се упатени. Јас имам поинакво читање на неговите планови за светов. Значи, он е заљубен у луѓе како Путин, како Си, сака да го дели светот како они што го делат. Затоа е ова е моја интересна зона Венецуела. Ти се разбира дека во моментов од како дојде на власт, он е толку антиукраински настроен, тоа се да не ја правиме таа анализа. И при тоа ова со Гренланд, тоа е подарок за Путин. Тоа подарок за Путин и Венецуела, види, му се јавува на Путин и му вика, слушај, ја морам да влезам во Венецуела, бидејќи како што знаеш, ја и ти настапуваме од иста позиција за своји интересни зони. Да. Како што ја тебе ќе ти ја подарам Украина, така тоа ти ќе се повлече се во Венецуела, пошто Венецуела и Куба не може да бидат по твое време. И Путин веројатно частел за тоа. Види, он де факто Америка ја направи операцијата што сакаше Путин да направи 2022 февруари у Киев, ама нема успеа. Значи руската армија е аматери во однос на ова. Они се реално аматери. Ја не ги подценувам и така, сакам да ти кажам. Значи се аматери и Путин на тоа што можел да одговори. Дај ме ја ти ме на Украина, па ти со Венецуела што сакаш прави. Иначе работите за Путин трагично се одвиваат. Види, он ја губи Венецуела, ја изгуби Сирија, Иран секако, а од Иран се набавува оружје, мислам, овие шахиди од таму ги набавува. Растлате некако шуплив зап по сите можни географски широчини и должини, бидејќи така заглави во Украина, што не знае како, нити сака да ја прекине војната, не знае како да се излече. Со други зборови, види, не сум јас сигурен дека интересот на Трамп сигурен сум дека би сакал да паднат овие, кажи ги, теокративе кои што владеат со Техеран. Ама да влегува он таму во некакви воени операции, тоа може само заради пиар потреби да фукне 3-4 ракети на одредени инсталации воени и така натаму и да каже, видите, ја ви реков, ако продолжат да убиваат, дека ќе има реперкусии и така натаму. Меѓутоа, не верувам дека кој било на него ќе му дозволи, му се распаѓа Сенатот и Конгресот. Ти си за прв пат по-оптимист од мене,
Па јас ги гледам како се развиваат работите. Види, јас да му се расправа, да има проблем, он има проблем, поготово со Гренланд, гледам републиканците гледам се вознемирени за гренландци. Абе делегација отидоа републиканци дека дека збориме след таа на Гренланд. Да, мене тоа бидејќи конгресмени и сенатори за да републиканците може да се има разноразни таму, ама има еден дел кој сепак точно знаат што значи Данска, што значи данската круна, што значи Гренланд, што значи НАТО. Последната закона за Гренланд му е тие што го поддржуваат Гренланд, ќе им воведам тарифи. Со тоа што он значи таму не планира воени действија, него ако не ми го даете Гренланд, ќе ве натерам да платите. Во Иран операцијата пак не му е окупација, не му треба конгрес. Пак е интервенција од типот на специјална операција која ќе направи во Иран и каде што пак ќе има нешто што ќе рече па добро овие додека ме слушаат, окей се, они ќе владеат. Тука ја правеше паралелата со нема демократија, нема човекови права, тука ја правеше паралелата со Панама, затоа што и панамската операција е изведена како правна операција. Апсењето на Нориега, ова он се истото за Мадуро, со тоа што во судот одма му падна првата. Овој судијат ме рече, ова нема никаква врска, главното дело му го избриша. И он цело време тоа го прави. Ние не интервенираме во Иран воено, туку спречуваме криминал на шверц со нафта. И на шверц со опијати, и на шверц со дрога, и на шверц со... ги штити као протестант. Сега он као за човекови права во Иран ќе интервенира, се разбира нема врска. Но мислам дека јас предвидувам дека таму ќе се случи интервенција, при тоа тој режим изгледа дека однатре се распаѓа, по многу извештаи му откажуваат послушност на ова највисокото тоа на ајатолахот и тоа околу него, не знам ја веќе како им се викаат тие врховни нивни институции религиозни и така натаму. Но види 58 минута сме, да се вратиме на Македонија со сите последици. Јас да, добро, вака за Македонија треба да се вратиме за Македонија. Македонија тука во оваа позиција мислам тоа е страшно како не знае да се снајде загрижувачки е Македонија. Мислам оваа влада со оваа надворешна политика. Имам наслов за политика. Има и гледам и опозицијата и она сега као нешто. Па сега тебе кој е стратешкиот партнер на дали СДС или ВМРО е стратешкиот вистински партнер на Соединетите американски држави. Мислам не сваќаат дека ние барем, не знам, ние некоја генерација на почеток ова Македонија која замислува ти стратешко партнерство не развиваш ти со царства и со богати, туку со вредности некакви цивилизацијски, но тоа е нели долга приказна и гледај се контраефектот на Трамп. Еве го поддржува Орбан од 10% беше разликата меѓу Тиса и Фидес пред месец дена, сега е 12%. Значи, онаа негова интервенција ќе му дам нафта, не знам што, ќе го поддржува на конвенцијата, нема резултат, расте, се зголемува разликата. Курти сакаше да го тргне во Косово, Курти убедливо победи на Косово. Така што таа игра на Трамп, дека Трамп тоа па сега за 6 месеци ќе не изненадат, за 6 месеци ќе чуете многу добра вест, тоа предпоставувам дека е некоја вест, дека Трамп ќе го прими Мицковски во Белата куќа. И сега, еве и да го прими. Еве, и што ќе се случи? Ќе му рече нати 100 милиарди долари и иди у Македонија правите журка. Не разбирам што сака да каже. Јас знам што ќе му речат дај собери се и види со Бугарија реши го проблемот. Македонската надворешна политика, Бугарија е на Црно море, на американците секогаш ќе биде важна, што и да се случува по светот, тука нема што, затоа што не е само Трамп кој одлучува, таму сепак има State Department, сепак има некои кои нешто размислуваат, меѓу другото, но и законот кој излезе за Западен Балкан не е производ на Трамп и на овој неговиот советник во Белата куќа, туку е на
State Department, од луѓето кои се уште држат до некакви рационални анализи. Така што тој обид да се додворат на Трамп по секоја цена, дури со продолжувајќи да го таа реторика цинична кон Европската унија, мислам тоа е страшно еден лузерски пат, лузерска опција во целата приказна. Патем Бугарија ми е криво што пропуштија да и честитаат што влезе во еврото од 1 декември. Тоа е многу значено, затоа што Бугарија до 24-та, Сашо, е посиромашна од Србија. До 24-та. Од 24-та, од ден на ден се зголемува разликата во развојот на Бугарија. Сега ти кажам, еве сега легуваат таму германците, оваа титот може го знаеш бидејќи ги следиш. Райн Метал влегува во Бугарија со оваа војнава порастов на војната индустрија и производство на муниција, што значи многу. До 2027 треба 11 милиарди евра да добијат од Европска унија, плюс други пари кои се за инфраструктура, например за метрото во Софија и ред други работи. Едноставно, Бугарија оди напред, а ние упорно со Бугарија го произведуваме тој проблем. Сега гледам јазикот, тоа беше, ако забележи изјавата на Мицковски по Нова година. Сакале да преговараат, ама бугарите не го признаваат јазикот. И прво, нешто што треба да расчистиме. Еден од најтоксичните во таа смисла е Антонио Милошевски во овие односи македонско-бугарски, со агенда Македонија да не почне преговори за членство во Европската унија. Инаку, Антонио Милошевски е човекот кој во 1999 година го преговараше договорот за соработка со Бугарија и кој ја прифати формулата која стои во тој договор, македонски јазик согласно уставот на Република Македонија во тоа време. Значи, тоа непризнавање на јазикот од Бугарија го прифати Антонио Милошевски. И од тогаш наваму тоа се провлекува така. И на крајот од криштата бугарите го имаат тоа како наследство од Антонио Милошевски и другиот дел на Европа нема никаква дилема со македонскиот јазик. 100 пати е повторено дека тоа ќе биде официјален јазик во Европската унија. Урсула фон дер Лајен рече дека едва и чека да добијат уште еден официјален јазик во Европската унија. Сите документи се на македонски јазик, а Фронтекс договорот потпишан на македонски јазик, за кој гласа и министерот за внатрешни работи на Бугарија исто се согласува со таа формулација дека на македонски јазик. И тука се фабрикува упорно се фабрикува тоа дека ние со Бугарија никако не смееме да се отвориме едни кон други, па на крајот крештата и да разговараме отворено за некои теми од историјата, бидејќи имаме за што да разговараме за теми од историјата. А целта ти е позната. Едноставно, има група на луѓе кои го контролираат Мицковски и кои имаат своји бизнис интереси и кои не сакаат Македонија да биде дел од слободниот пазар, каде што важат други правила на игра. При што они стануваат лузери, се разбира. И тоа е толку не мислам дека едноставно. нешто голема контрола врз Мицкот, таа тема дека треба да има. Он неќе да влезе во Европска. Он сами. Има Значи, ја би рекол така, дека не ја би рекол дека е обратно. И сега оваа лидерска средба на која Венко Филипче не одам затоа што они се криминалци. Абе речи дека таа лидерска средба требаше да разговараат за Safe City на лидерска средба. Се зезате ли? Со кого? Со која јавност? Седнете, разговарате што правиме со Македонија. Еве не влегуваме. Не сакаат. Еве бугарите не признаваат. Европска унија не сака. Што правиме, бе дечки? Седнете, разговарате, кој е планот?
Имате ли план? Имаат они план. Кој е планот? Да сега ќе ти го- овие 10 души уште добијат уште не знам колку милиарди и Сега овако. ќе ти го кажам, Да, ти кажам. планот има и име. И да осиромашат уште толку луѓе Чекај да не данас. е така, има име планот, имаат план. не се Мислам, без- стварно, дегутантно и просто... Знаеш ли како се вика нивниот план? Нивниот план се вика политичка колоноскопија. Баш. Значи се обидуваат да му се бутнат на овој под точка 1 што го разговаравме Будагат, не сваќајќи дека пола свет се обидува да води политичка колоноскопија. Трамп апсолутно нема никаков зиро интерес за Македонија. Тоа што ние мислиме дека сме стратешки партнери, Ристо Никовски некако како го прочитав. Не дојде. Мислам дека тоа не е неточна теза на Никовски. Ние мислиме дека сме стратешки партнери, не мислат американци дека сме стратешки партнери. Тоа што изјавува американската амбасадорка во Скопје, која патен биде речено својот проштален прием, знаеш ли како го прави? Па во мериот на Мијалков нормално. Него они беа антикриминално, антикорупција, си тоа опсе држи конференции за корупција посветени во мериот. Значи, знаеш, за мене и за тебе ќе напишат, ќе кажат се и се што. Најелементарниве работи не ги прават. Јас сум одбивал средби со разноразни од овие такозвани велики политичари, европски, амерички, така, сите идат у мериот да спијат. Чекайте бе луѓе, вие елементарно не знаете каква е односот на се. Значи, што е нивниот план? Да, му спремаат посета на Мицко, Да. да се види со Трамп. Јас мислам дека до таа посета нема да дојде. И јас мислам дека нема Таму да дојде, добро. може да а го може види и да Трамп дојде. на- не. А може и да дојде бидејќи начинот на кој со Трамп да се Види. организираат посетите е како да кажам тоа Нема интерес за тоа Трамп. Види, Трамп функционира најмногу 3 до 4 сати дневно. Нема за повеќе кондиции. И во тие 3-4 сати има делови и протоколарни. Ќе се сретнете 3 минути со овој 13 минути и он не ги не знае тие што се со кои што се сретнуваат, мислам, се разбира. Но Трамп ќе му каже на него, Трамп, веројатно ќе се види со некој од Трамп советниците, може да биде Марко Рубио, може да дури и Джей Ди Венс да биде. Ова ти што го говориш, многу проста ќе биде пораката за Мицковски. Одма бугарите уставот, значи кој ќе погата авионот назад да се враќате, да почне постапката. И второ, забрзано кон Европска унија. Значи, од сега натаму од Македонија да чуеме само зборови што почнуваат на Р реформи. Тоа ќе му го кажат на Мицко. Што мисли Мицко дека ќе му каже? и она што Дека стои го чекаат во некакви законот таму- за Дали Западен ќе го Балкан. стави, да, пушти го тој закон, го Па слушав добро, ја и добро, прочитав. окей. Нема Ама- врска, ама тоа е, Сашо, тоа е. разбирам, тој не штетат тие закони, ама немаат никаква, додека оваа екипа е на власт, таму немаат никаква, како да ти кажеме, немаат никаква кинетичка вредност. Не покренуваат они ништо. Така што тоа ќе му го кажат на Мицковски, ако уопште дојде до некакви средби на кој да е ниво, Мицковски ќе се врати како помочан од Вашингтон, бидејќи што друго ќе биде. Баш ка погаја оваа конструкција за 6 месеци ќе ќе се- биде. да, ќе Ова се за 6 месеци мислам дека не знае ни Джей Ди Венс што ќе биде. Да. А не Муцунски од дека да, ја и ти. за 6 За 6 месеци. Инаку Мислам спремаат избори во септември, Добро, при што ќе се задолжат сега добро, 500 милиона, во јуни уште така им се 700 чини, милиарда и види. 200, Така им се и во чини. септември ќе се оди на избори. Така И им се тоа е. чини. Опозицијата апсолутно нема ништо од тоа поем. Таму има некакво заострување, се ајде да не зборам, отворени се некои истраги и така натаму, па нека луѓе од опозицијата се возбудени. Мицко дигнал раменици, рекол, види, имавме договор, ама се ова, знаеш како... Опозиција нема. Опозиција, ова, да не спомнуваме овие кои се што се, то нема. Така што за Македонија ќе продолжи една оваа колоноскопска варијанта на водење политика кон Америка и кон Британија, меѓу другото. Не е тоа само... При тоа, Брисел нотира дека стануваме се повеќе антиевропски. Да. Значи, тоа од ден на ден станува се по-неочигледно. Брисел не е... Види, они се уште беневолентни кон Македонија. Нема таму некакви сега, нема таму не се бават со омрази за Македонија. За... Едноставно ги кратат поддршките. Колку ќе не кошта ИПАР што го сопреа? Кој Господ знае, 100 милиони. Па види Сашо, едно, на пример, еве, во Појава. јануар требаше да биде повикот, едно добри
50 луѓе нема да можат да покренат некаков пристоен мал среден бизнис Така е. кој ќе нивните семејства Тоа ќе сепак ги се милиони хранеше. прашања. Па милиони се како не се Значи, милиони таа, прашања. ако Зборуваме потрае ние. таа блокада, тоа ќе стигне 50-100 Па милиони ќе кој знае трае, колку години. Александра од Инфомакс многу ревносно го следи тоа, викам уште година дена минимум тоа ќе биде. Мислам како да ти кажам, мислам тебе ти е гајле за тоа. Не затоа ја спомнав и Бугарија и бенефитот кој Бугарија го има. И ова со уведување на еврото покрај сите отпори таму и тие руски шеми и руски инсталации во Бугарија. Бугарија едноставно ќе стане за инвеститорите многу попривлечна, многу постабилна. Тоа нема сомневање. Тоа нема И сомневање. тие разлики ќе застануваат огромни. Еве ги е информацијата дека се подготвуваат драфтови на заклучните договори за прием на Албанија, Црна Гора, Молдова и Украина. Мислам, едноставно и тие разлики ќе почнеме да ги гледаме. Албанија и Црна Гора ќе стануваат разликите социоекономски ќе стануваат огромни. Затоа јас си мислам, Боријан, да повторам мојата теза, дека сега кога би имали ние Поли Маркет, ова агенција за обложување и така натаму од тој вид на дека не е исклучено Мицкоски оваа година се повлече од македонската политика. Не, тоа не. Добро, ти викаш Тука не, бе, добре, можда шансите сега би се биле 7% на да. Поли Маркет, да речеме. Ама јас не исклучувам до крај таа можност, зашто човекот ќе Мечка биде и Мичо исто баш ќе биде поразен на мислам дека и сите. они нема с тебе да се сложат. Они Сигурно. подобро го знаат. Не, види, јас сум во длабоко Да. малцинство со оваа теза. Да. Меѓутоа, он ќе доживува само порази како доаѓа. И веќе не функционираат ни овие пиар трикчиња, ова што Буцунски го прави со визиве, се што ги... Нема што излези да каже, слушајте, непријатна е веста, ќе видиме, ќе провериме, ние се уште американците ги сметаме за на стратешки партнер. Ти говорам како тоа треба да се изведе. Ќе се бориме да видиме, треба да провериме, тоа и тие одлуки инаку се носат врз основа на статистики. Затоа Србија нема, ги има Босна, Македонија, не знам кој така натаму. Наместо тоа он излега, не, видите, ова е приведено, ова до следниот вторник, ако не, таму до четврток ќе се укине. Забележија сем таа епизода нели со цигарите и вака оваа женава во министерката за надворешни работи на Гренланд, која беше вознемирена. Гледај го тонот на изјавата кога се обраќа на јавноста. Сепак ги успокојувало, нема хистерија од типот кој кај нас не негираат идентитетот наш загрозен, готови сме, непријатели од сите страни. Со едно достоинство, пази, им улетуваат огромна територија. Гренланд е колку цела Источна Европа по територија. Се разбира. И пази, зето ти тоа се тие огромни цивилизацијски разлики за кои не знам како некој треба да ги веројатно гласачкото тело еден ден ќе ги разбере и ќе почне да препознава. Македонско гласачко тело? Па не знам, Сашо, Нема. Види, македонското гласачко тело ќе си бира тој тип на политика какви овие што им го продаваат. Говорам за неопходното мнозинство. Јас останувам... Се помалку луѓе ќе излегуваат на избори, се повеќе луѓе ќе ги нема. Еве уште оваа глупа приказа Гами Мичо и Мечка ја вртат ова дека се враќале македонци у Македонија да пошто не можеле веќе да поднесат колку пропаѓа западот и тука се враќале. Да. Не може да ги дочекаме на баш како за твое брајчино пред продавницата кај што седите со ракијичка, така. Затоа што налете големи не може да се И така. И тоа е купи ден помини во сите области, особено во економијата. И јас мислам да ти кажам, Боријан, дека соочен со вакви компликувани консеквенции кои што не чекаат, Мицко нема карактер и нема сила да издржи тоа. На крај ќе пукне, при тоа види, он е сепак обезбеден човек. Ај се да не влегуваме. Добро, Ќе е обезбеден човек, релативно е млад, мислам, апсолутно е млад за све тоа. Ќе си обезбеди некаква занимација, не знам каде, при тоа не направи ништо за да му се одмаздуваат. Јас сепак очекувам еден синдром на словачки кои се случи 2000-та ми се чини кога беше замрзната преговарачкиот процес на Словачка со Мечијар кој добиваше на национализам.
два круга избори добина, нели словаците излезени од Чешка со со еден комплекс на инфериорност во Чекословачка и тоа успешно успеа да го претвори во една квази идеологија која му обезбеди популарност, но кога видоа словаците дека каде оди Чешка, Полска и Унгарија во тоа време во развојот, многу брзо се предомислија од тој национализам и станаа свести дека тоа нигде не води. Но Борјан добро, Камон, еве тоа е сега. Централна Европа. Ова е длабок Балкан. Зборуваме за Централна Европа во 90-тите години, сепак. Сега и друго, Сашо, изборите локални, а и овие што во септември и октомври ќе ги организираат, ќе покажат дека во Македонија сепак има луѓе со критички став, кој, например, излезноста ќе биде исклучително мала, помала и од локалните избори по мене. Мислам дека тоа ќе создаде простор за формирање на нови политички субјекти, кои ќе сепак добро, да, можда, ама тоа знаеш како, со едни инакви перспективи. И кој ќе ги формира, ти препознае си или некакви... Па, сега можеме тука и да нагаѓаме, ако сакаш, ама не мислам дека има простор, а и мислам дека Македонија има сепак луѓе. Мислам. Добро. Но Добро. Во некои други прилики сега ова. Тоа ќе дочекаме да сме здрави и живи. Као Буцурски за 6 месеци ова гадно шок ќе за 6 месеци избори. Ќе видите вие за 6 месеци. Инаку да завршиме, наскоро доаѓаат Бечка и Мичо, кои веројатно ќе објаснат многу повеќе, бидејќи имаат една ексклузива објавено сега. Над 4 милиони денари за 100 договорци во државна лотарија, меѓу нив професори, инфлуенсери, пејачи и партијаши. Од 35.000 до 60.000 денари месечно се делеле, државна лотарија делела на Македонија и им исплаќена на надворешни лица кои биле ангажирани за вршење на определени работи, кој знаеш што тоа работеле. Според документите во кои увид има редакцијата на Инфомакс, бројот на тие лица е нешто помал од 100, меѓутоа официјални информации од државната лотарија на Македонија се уште не стигнале до редакцијата. На списоците во кои увид имаше Инфомакс се појавуваат имиња на повеќе познати личности, например професорот од правниот факултет Јустинијан I, Борчето Витковски, пејачката Аделина Тахири, која има и албанско државјанство, режисерот и истакнат активист на ВМРО ДПМН Борис Дамовски, како и инфлуенсерот Кристијан Станковски, познат како Бомбакис и поранешли член на правната комисија на ВМРО ДПМН и делот поранештото реформско крило Глигор Чатмов. Сега оставам веројатно во многу повеќе детали. Да, веројатно Мечка и Мичо ќе имаат многу повеќе детали околу овака една интересна определени работи што вршеле. Ој што пребега, кажи го, заради лотарија, негови подпредседателот на владата. Груби, Артан. Артан. Да. Артан, човече, господин за овие. Камон. Апсолутно господин. Мечка и Мичо чекаат, спремни се. И го натера да избега. Па овој кај ќе на фронту Украина. Со многу бројки. Директоров на фронту Украина ќе го испрата. Добро е, почитувани гледачи, да. На микрофоните на жешки микрофони на Мечка и Мичо, кои ово детали ова веројатно ќе го разглобат, публиката ќе има што да слушате. Добро, па тоа е толку од нас. Па, се добро, се изборивме. Не ни требаше гости. Сега е на следниот петок во исто време. До гледање.